Кога е назначен и да видите каков криминал има и во назначувањето на директорката на Државниот инспекторат за животна средина. За именување на директорот на Државниот инспекторат за животна средина решение за директор на Државниот инспекторат за животна средина орган во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање се именува Ивана Гиновска. Ова решение влегува во сила со денот од донесувањето, ќе се објави во Службен весник 18 март 2025. 4 дена по хаваријата во Тораница, она е назначена за директор на инспекторатот. А она се јавува како директор на 14 март. Па значи лажно се представува. Тоа е едно. Второ, согласно информациите што ги има, господјата има или госпогица, не сум сигурен, дипломирано во Свети Николен во 2021. Ако има во 2021 дипломирано, тогаш таа не ги исполнува ни условите. 6 години треба да има работно искуство во сродна дејност, веројатно. Таа не исполнува ни тоа. Незаконски е назначена. Пред тоа била веде пред 18 март. Ај одбрани го Булмак, одбрани го ова, заштити ги овие, пушти такво соопштение за да те назначиме. Значи она била уценета да не направи инспекција за да го добие работното место директор. Условите за именување на директор меѓу другото се во моментот на именувањето и има најмалку 6 години работно искуство по дипломирањето. Ако дипломирала во 21 како има 6 години работно искуство по дипломирањето. Значи ако дипломирањето е 21, она може 27 да стане директор, не сега. Што значи дека она била, предпоставувам, уценета да го штити рудникот за да го добие. Мене зашто ме за да добие ова интересира? назначување. Зашто членот 7б услови за именување на директорот, кумулативниот услов е по 4-6 години по дипломирање. Тука нема ништо нејасно, законот е прекршен и мислам дека ако нели завршила факултет треба да знае дека учествува во незаконско назначување. Она требала сама да одбие.